Ви благодарам, председателе, почитувано председателство, почитувана амбасадорка, Ваши екселенции, почитувани представници на делегацијата на Европската унија, граѓански сектор, колеги и колешки пратеници, почитувани медиуми. Пред да продолжам во однос на приоритетите на данското председателство, би сакала на самиот почеток да ја се заблагодарам на представничката на полската амбасада, токму тука присутна на Националниот совет за европска интеграција. Кохајна Ања, дзин добра. Дозволете да ви се заблагодарам за одличното председателство на Полска. Собранието имаше одлична соработка со полското председателство во делот на парламентарната димензија и верувам дека понатака ќе соработуваме и ќе имаме одлична соработка во делот особено на европската интеграција како две држави. Во однос на она што беше искажано претходно, ќе се обидам да сумирам и некои 3 пораки да ги заклучам. Имено дека историјата не сме да се претвори во вето за иднината. Ова е на линија со она што сведочав на изминатиот период и што се случи на европско тло, токму во рамките на институцијата. Чинам дека научена лекција или цел апсолутно треба да биде дека историјата не треба да биде вето за иднината. Туку напротив, и ние како држава, но и нашите соседи треба да градиме пријателства и добрососедски односи, меѓутоа пред секој што ќе се темелат на меѓусебно почитување, особено на почитување на различностите, јазикот, историјата и културата. Кога говориме за данското председателство, ви посакувам амбасадорка многу успех во реализирање на приоритетите со оглед на тоа дека се амбициозни, одбраната, зелената транзиција, но навистина е значајно што и во рамките на приоритетите го имате проширувањето. Најверојатно во еден ваков контекст кога што се бранува јавноста или можеби во даден момент се даде инструмент на евроскептицизмот во однос на последните случувања токму во Европскиот парламент, ова е добра порака која што се упатува дека проширувањето се уште останува дел од приоритетите и дека данското председателство е свесно за геополитичката неопходност и самата политика на проширување, што ценам дека е добра порака. Но истовремено кога говориме за приоритетите и самото председателство, чинам дека особено е важно да се подсетиме на критериумите од Копенхаген. Впрочем дека ние како земја кандидат за полноправно членство во Унијата честопати подсетуваме дека процесот на проширување треба да се темели исклучиво на критериумите од Копенхаген, кои што значат владење на правото, почитување на човековите права, заштита на малцинствата, пазарна економија и можност, односно стабилни институции и способноста да можеме да ги прифатиме задачите и обврските како една земја членка. На крај ќе сумирам, ние како Национален совет остануваме посветен партнер и платформа за сите чинители тука во земјата, но и надвор. Особено ќе продолжиме да градиме партнерство и со граѓанскиот сектор, што посебно ме радува заради тоа што денеска гледам представници токму од граѓанскиот сектор, кои што чинам дека и тоа како будно го следат самиот процес на европска интеграција на нашата земја, на Македонија. Ви посакувам многу успех и се надевам на еден позитивен исход на самиот крај од вашето председателство. Ви благодарам. Благодарам.